3 малечки невести доби крајниот исток за 2 недели. Најмалата, која од Елчево, има само 13 години, а незиниот одбраник од Берово има 16. Тие денес живеат во ромското мало во Берово. Љубовта, велат за ТВ Стар младите супружници, била пресудна што тие решиле да го прекина детството. Јас сум 16, сната е 14. Срекни сме, значи чувството е многу супер. Здрави живи нека се. А како се Сречни да се и готово. Шом ги се греши децата, ние сме држни да прифариме. Прифатуваме обавез, да прифатуваме. Това е, они се си направили што треба и сега ние мораме неа да обичаме. Малолетничките бракови сепак не наоѓаат одобрување во ромската заедница. Предизвикот што го носи брачната заедница во комбинација со прекинатото детство и образование сега нема да им тежат само на младите, туку и на нивните семејства. Тие малолетните бракови не са баш саламотили, нема запослење, не се запослени децата, нема работа, нема. Иначе не. Женитбата е тешка работа. Това не е фред, кажах, това е кошмар, това е убийство на родител. Со своето самоволно лажна дозвола. Това е. Во регионот каде одамна не се регистрирани малолетнички бракови, сега се ставаат на испити социјалните работници и психолозите, но и невладиниот сектор. Малолетнички бракови во последната година немаме. Во претходните години имаме, а бројката се движеше 2-3 тука некаде. Мислам, таа беше бројка. Тука постои стручен тим, педагог, психолог и социјален работник. Ние обавуваме разговор, односно предбрачно советување со нив. Евиденцијата на Беровскиот центар за социјални работи зборува дека сепак повеќе малолетнички бракови исклучуваат македонските девојчиња. Ова го потврдуваат истражувањата и од невладиниот сектор за периодот од 2007 до 2012 година, кога е евидентирано дека во малолетнички бракови најмногу стапуваат македонските девојчиња. Од 107 малолетници кои стапиле во брак, 46% се од македонска етничка припадност, додека 17% од ромска.